Благодарам. Почитуван колега, се согласувам дека ние пратениците не сме судии, а парламентот не е судница. Денес се покажа колку се важни сериозната држава и нејзините институции и дека ова што ни се случува е само логична последица на она што го живееме со години. Нефункционалност, криминализираност и корупција од невидени размери на сите нивоа на власта. Сега, кога повеќе од било кога, ни е потребна силна држава за да им возврати на оние кои ги исполнуваа своите обврски, уредно ги плаќаат даноците, оние кои никогаш не подкраднуваа затоа што беа и останаа честни луѓе, ние, наместо да им ги дадеме тие 33 милиони евра ним, ние со денови ќе дебатираме за нешто за кое не сме надлежни, ниту пак граѓаните го бараат и очекуваат тоа од нас. Судски спор се решава на суд, а не во парламент. Парламентот носи закони, а не спогодби. Не ја потценувајте интелигенцијата и наша, и на граѓаните. Нема да ја споделите одговорноста со нас, затоа што на сите ни е јасна вашата намера да ја ратификуваме оваа спогодба и тоа во име на Зоран Заев, а на сметка на граѓаните на Република Македонија. Државата, тоа сум јас. Колешки, се извинам, стопирајте го времето. Која наша? Имате на колегата Апасиев реплика. Да. Упатите му се на него. Нему му се обраќам. Велите вашата. За која наша? Во ред, ќе се обратам до момент. колегите од власта. Ви стои времето. На сите во ред. Ви стои времето. Уште еднаш ќе потенцирам на членот 89 од деловникот. На пратеникот кој побарал збор да исправи неточно пренесен навод или навод што предизвикал недоразбирање, претседателот ќе му даде збор. Обратете се кон пратеникот Апасиев, на него. Во ред, упатете му се. Колега Апасиев, на сите ни е јасна намерата на власта да ја ратификуваме оваа спогодба во име на Зоран Заев, а на сметка на граѓаните на Република Македонија. Државата, тоа сум јас, колега Апасиев, кажал Луј 16 чинам беше, но ние го имаме Зоран Заев први кој што планира голем интерес да протне низ мала врата, но тоа нема да му помине затоа што граѓаните се сведоци дека од една страна се расфрламе со милиони евра, а од друга страна молиме за вакцини. 33 милионите евра треба да ги добијат угостителите, затоа што, почитувани колеги од власта, вашата власт ги уништи и со нив се однесува како токму тие да ја предизвикале пандемијата. Од тие 33 милиони евра треба да им дадете помош нив за да ги надоместат загубите од вашата последна непромислена мерка за скратување на работното време на угостителските капацитети за дополнителни 3 часа. Денес пред нас имаме документ, една спогодба од која ни се крева косата на главите. Верувајте, смачено ни е од политичките отрови со кои бесстрамно не контаминираат стручњаците за политички хаос. Ви благодарам.